Хидросистемите ќе овозможат водна сигурност за различните реони. На почетокот од втората фаза на изградбата на хидросистемот Злетовица, ресорниот министер Хоџа изјави дека нивна цел е да овозможат сигурност на земјоделското производство, кое нема директно да зависи од количеството дождови. Мене ми е многу драго што благодарение на хидросистемот Злетовица околу 100.000 жители од овој регион, поточно од општините Штип, Свети Николе, Пробиштип, со Злетово, Кратово, Карбинци и Лозово ќе имат достапна, безбедна питка вода и континуирано снабдување, што е од исклучително значење, особено во летните месеци. Втората фаза на воднувањето е од најголемо значење за земјоделците, а индиректно и за вкупната економија. Со реализацијата на ова фаза ќе се реши долгогодишниот проблем со континуираното обезбедување на доволни количини вода потребни за одржување на земјоделските површини. Невозможно е да очекуваме развој и модерно земјоделско производство ако претходно не сме ги создале основните услови. Со завршувањето на втората фаза ќе обезбедиме вода за сите земјоделци од општина Пробиштип. Во периодите на долготрајна суша тие повеќе нема да гледат во небото посакувајќи да заврне дожд. Со модерните хидросистеми како што е хидросистемот Злетовица ќе можеме навистина да развиваме модерно земјоделство, да мислиме на развој, на зголемување на приносите, а не да мислиме дали има или нема вода. Тој страв ќе биде минато за сите земјоделци од оваа општина кои обработуваат околу 3500 хектари земја. На нас останува врската, како што впрочем и се договоривме денеска на состанокот, дека сите заедно ќе вложиме максимални напори овој хидросистем што поскоро да ја слави завршната фаза. Тешко е, тоа е неспорен факт. Пандемијата дополнително ги успори работите, но ние остануваме посветени на нашата цел. Ова важи не само за хидросистемот Злетовица, туку и за сите други капитални инвестиции и проекти. Инаку идната година треба да биде готов и системот за наводнување Брана Чаушица во општина Босилово, која ќе ја покрива територијата на населените места Дрвош и Хамзали. Станува збор за хидросистем во рамките на проектот за изградба мали нискотрошковни еколошки прифатливи системи за наводнување, што го финансира Европската унија. Со истиот систем се очекува да се реши проблемот со наводнување на површините над каналот Турија за потребите на Агролозар, но и за наводнување на обработливите површини во атарите на населените места Дрвош и Хамзали.